Dugo sam bio daleko, da me poželeo neko, dolazi, 100 dukata donosi i kašmirsku maramu. Скопје 12 февруари оваа година. Нешто повеќе од половина час подоцна од закажаното. Македонците едва и го дочекаа Панонскиот морнар, кој овој пат со себе ја доведе и целата морнарица. Иако најавуван како звезда, сепак синоќа пред преполната сала Борис Трајковски излезе нашиот добро познат Балашевиќ. По 8 години конечно македонците ракоплескаа со сета сила, пееа на цел глас, играа колку што ги држаа нозете. Мислio sam malo o vas. Dobar sam gost, morate priznati. Retko dolazim i kratko ostajem. Милиот лик на веќе остарениот морнар блескаше со неверојатна топлина во текот на целиот 4-часовен концерт, кој дефинитивно беше најгламурозниот кој Балашевиќ го одржал во Скопје. Сепак на моменти недостасуваше онаа поинтимна атмосфера од универзалната сала, каде публиката е поблиску до сцената. Се чини дека Џоле знае точно како да допре до срцата на обожавателите. Овој пат нешто помалку зборување и многу повеќе музика. На стилизираната бина која со буриња, раширени едра асоцираше на брод. Се појави целата Панонска морнарица, 12 член состав предводен од постојаниот соработник, професорот Александар Дуин, кој помогнаа песните да зазвучат онака како што требаше. Пофалните зборови сепак не важат и за организаторите на концертот. Оној Балашевиќ на кој секогаш му се радуваме, овој пат беше делумно ставен во стаклено ѕвоно. Иако неколкумина од публиката се воодушевија од спонтаноста на новосадскиот морнар, кој за спомен им ги подари своите шапка и часовник, и како и секогаш многобројните досетки, стихови и добро познати мелодии. Сепак организаторот се погрижи обожавателите да се вратат дома без речиси никаков спомен. Речиси и да не светкаа блицовите на фотоапаратите. На медиумите, иако беше најавено дека снимањето и фотографирањето ќе биде дозволено до третата песна, сепак дозволата важеше само за првата. Ви го пренесуваме оној минимален дел кој го регистрираше камерата на 24 вести.